Кофеински растенија. Кофеинот е природна состојка за заштита на растенијата од штетници, која кај луѓето ги поттикнува будноста и концентрацијата. Главни извори: кафе и чај. Кафето е најпопуларен извор со варијабилно ниво на кофеин. Црниот, зелениот и белиот чај потекнуваат од исто растение и содржат антиоксиданси. Какао содржи помали количини кофеин, при што темното чоколадо има повеќе од млечното. Екзотични растенија. Гуараната се става во енергетски пијалаци, мате е популарен чај во Јужна Америка, а кола оревот порано се користел во газирани сокови. Влијание. Умереност. Иако го намалува заморот, прекумерниот внес предизвикува несоница, нервоза или тахикардија. Потребно е да го избегнуваат деца и чувствителни лица. Заклучок: кофеинските пијалаци се дел од секојдневието на милиони луѓе, но бараат умерена консумација. Брз преглед, кој треба да внимава со вишните. Иако се богати со витамини, кај чувствителни лица вишните може да предизвикаат стомачни тегоби. Ризични групи и симптоми. Дигестивен систем, поради киселините и влакната, можни се надуеност, гасови или болки во стомакот. Иритабилно црево. Лицата со синдром на иритабилно црево, ИБС, треба да ги јадат умерено бидејќи тешко поднесуваат кисело овошје. Алергии. Иако се ретки, можни се симптоми како чешење, осип или отежнато дишење кај лица алергични на полен и коскесто овошје. Основни препораки. Умереност. Преголема количина може да има лаксативен ефект и кај здрави лица. Коски. Не смеат да се џвакаат или голтаат коските бидејќи содржат штетни соединенија. Заклучок. Вишните се многу здрави, но бараат умереност и следење на реакциите на телото.